часот и 15 минути, уште еден термин резервиран за ново издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Овде сум јас, вашиот домаќин, Викторија Петровска. Имам чест да ви ја представам мојата денешна соговорничка. Сме разговарали во претходните сезони, станува збор за госпоѓа Наде Молеровиќ, едукатор, мотивацијски говорник, пред се наставник, учител и поранешен директор. Ќе говориме за предизвиците со кои се соочува образованието денес, за улогата на наставникот во целиот тој воспитно-образовен процес, за улогата на родителот и за она што се зема се поголем замав денес, а тоа е булингот или врсничкото насилство меѓу учениците. Најпрво ќе и постакам топло добредете. Господја Наде, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Еве токму и во четвртата сезона да проговориме за корисни теми. Благодарам и на вас на поканата. Така, во најава да кажам дека со вас сме говореле за малку поинакви теми, меѓутоа сега ќе се сврнеме еве на образованието, токму на она што ви е и нели примерна професија и љубов, живот на љубов. Веќе еден месец траја учебната година, книги се уште нема, како ќе го прокоментираме тоа? Знаете што, значи професијата наставник навистина секогаш и многу често кога зборувам што на моите наставници, што јас кога сум била наставник, секогаш кажам дека толку е нашата задача одговорна. Мислам, ние ќе речеме наставничката функција е многу одговорна, а дајте само тоа така го кажувам. Меѓутоа, според некои статистики и обработки, луѓето откриле дека во текот на еден работен наставнички век, наставникот допира околу 3000 човечки души. Замислете, 3000 човечки души. Ако некоја професија највеќе може да ги допре и има влијание за тоа какви деца ние сакаме, како ќе го реализираме наставниот процес, каква ќе имаме комуникација, што ќе му понудиме, каков модел ќе бидеме ние како наставници, е исклучително важно. Така да, многу ми е жал што навистина не сега некој ќе каже и знам често пат викат, па ти кога беше директор, така натаму не коментираш, јас секогаш сум коментирала, сигурно што и вие сведоци, јавносно зборувала кога никој не зборувал и за екстерно и за сите аномалии, се со единствена цел да се подобрат нештата, да укажам на нештата кои што јас ги гледам и сум ги гледала непосредно во процесот на образование. Што да кажам денес, јас сум навистина и изненадена. Прво ми е жал за децата, особено ми е жал и да кажам сочувствувам со моите наставници, со наставниците, затоа што тие се најдиректно вклучени и ме фрлени се во огинот, во смисол дадено им е нешто со кое што значи дадене, меѓутоа немаат инструкции, немаат што и како да се однесуваат, што треба да направат и уште по да биде ситуацијата сериозна е немањето на основни алатки за работа што за наставниците, а исто така за децата, па би рекла дури и не за родителите. Во годините наназад сведоци сме за многу реформи, дел се прифатија, дел не, колку реформите дадоа резултати и дали може би заглавивме во тие реформи во образованието? Знаете, секојаш ќе заглавиме прво и ние како личности, како луѓе, што сме дошли на овој свет и сме решили да се занимаваме со било што, прво нашиот живот да го организираме, потоа дали и која задача ќе сакаме да ја, нели која работа ќе се посветиме, секојаш мора да имаме пред себе која ни е целта. Зошто сме се нафатиле да бидеме тоа што сакаме да бидеме? Ако сме наставници, која е нашата цел и што ние сакаме да направиме во процесот. Така претпоставувам дека и луѓето кои што работат и се одговорни за креирање на овие образовни политики, дека првата работа треба да им биде ако сакам да правам реформа, како вид на реформа сакам да направам? Па потоа второто прашање, например, би си го поставили и би рекле, чекај да видиме каде во светот се правиле реформи. Какви реформи нудат позитивен исход и добри резултати, што не е добро и што не е популарно да се воведува како реформа. Значи, самиот збор реформа, јас го кажувам дека, знаете, тоа подразбира да го подкреш еден процес, прво на истражување на што е она што нас не недостига во образованието, што е она што на децата им недостига, што е она што на наставниците им недостига и потоа, знаете, кога ќе ги собереме сите тие информации, а уште поважни најрежни извори на такви информации ќе ни бидат децата, за кои што јас цело време зборувам, дека воопшто нити ги прашуваме, нити сакаме да ги слушнеме, ниту имаме разбирање за нивните потреби, бидејќи се сосема една нова генерација. Значи, ако
појдевме од искуствата на другите, а мислам дека тоа е нашата човечка прва одговорност, да видиме што другите направиле и уште поважно како го направиле, па потоа да преидем и ние на еден вид на реформа. Не се реформи пишувани, содржини и не знам што, кои што, например, не знаеме како ќе ги реализираме. Немаме обучен кадар да го реализира. Пред да се направи било каква реформа, ја викам сега нас не треба рестарт, целосен рестарт. Знаете што е? Да го исклучиме копчето и да почнеме од почетокот. И од каде ќе почнеме? Од наставниците. Кога нив ќе ги подготвиме за реформа која што би сакале да направиме, ама да знаеме што сакаме, со каква реформа би настапувале, што е тоа што ќе промениме, затоа што за било што да промените, вие мора прво да го промените наставникот, неговиот систем на верување, неговиот систем на однесување, неговиот систем учење, нели, постојано да учи и така подготвени, тогаш веќе можеме да зборуваме за него. Сега ова, мислам дека дополнително влеговме во калта на нешто што сакаме, а всушност не знаеме како. Остана ли професијата учител доследна на епитетот благородна професија денес? За жал, знаете што, за жал, како да кажам, многу наставници и во времето на пандемијата, кога се затвараа училиштата, кога беа тие сами оставени на себе, како да продолжат онлайн, бидејќи не учеме тие да бидат наставници преку онлайн системот, преку платформи, кога ни самото општество, всушност, сите бевме затечени, цел свет беше затечен во таа ситуација, меѓутоа, знаете, луѓето, наставниците сакајќи да помогнат прво на децата си, помага прво себе си, споделувајќи ги сопствените искуства. Има професори, има наставници кои што прво го легле во професијата наставник од што морале. Тоа е најлошата варијанта. Немам каде ќе одам да бидам наставник. Тоа е првично знаете, првата штета што се прави прво сам на оној кој што избрал да биде наставник, а не сака да биде, не може да работи со деца, не е подготвен, прво ја нема љубовта, го нема трпението, ја нема емпатијата за децата, вие очекувате да работи. Меѓутоа во целата таа, да речам, мрежа и еден океан од наставници имате толку благородни и вистински посветени луѓе, што ова општество не умееше да ги процени, за да им ги на некој начин, прво да ги зарегрутира најдобрите, ама она што велам, ако имаме визија. Значи, ако ние во општество сме си ставиле дека образованието ќе биде приоритет број 1, во секоја држава, образованието вика дека е број 1. Како е број 1? Па ќе ги одберам најдобрите, најспособните, оние кои што се посветени, нели, работливи, кои што ќе им понудите добра плата, каде што ќе ги обучите, каде што вие ќе влезете да ги моделирате како мислите за потребите на општеството и потоа да видите. Сега за жал, ви реков, ако некој оди само заради тоа што нема каде да оди, ако не се изградил прво самиот тој како личност, затоа што за тоа ви треба карактеристика, како што треба за се впрочем во државата. Гледате кога имате личности со недобри карактерни особини, оние во смисла на изградени вредности човечки, си ги имаме проблемите во држава. Истото е тоа и со наставничката професија. Значи мора да има сенс и чувство дека наставниците се всушност оние од кои што ќе зависи како едно дете утре ќе се однесува во животот. Така, овде ќе се надоврзам, сведоци сме во изминатиот период дека имаше некои контроверзни ситуации помеѓу ученици и професори, чинам во музичкото училиште. Да. Ученици се жалеа на психолошки терор од страна на своите професори, кој тоа го регулира и како може да се видат двете страни, кој е овде во право? Знаете, Викторија, кога ви реков дека ние децата не ги прашуваме, прво ние самите лично не си се прашуваме. Значи, ако сум јас на професијата наставник, јас треба да се прашувам себе си, зашто тоа ми е дел од работата. Сама да се вреднувам, сама да се оценам. Како тоа ќе го направам, дали сум ја добар наставник, дали ја добро комуницирам со нив, дали добро и регулирам конфликтните ситуации, дали имам разбирање, дали сум добар слушател. И знаете, ако сето тоа, дали добри методи применувам кога работам, дали сум објективна кога оценувам, и ако јас ја верувам во себе, дека сето го правам тоа најдобро што знам да го направам и се трудам да бидам подобра секој ден во наставничката професија, а како тоа ќе оправам? Со едукација, со самоедукација. Денеска светот не нуди на нас, интернетот е пребогат, немате време доволно што 100 години да живееме, ние не можеме да ги искористиме сите тие информации. Так. Значи, ако јас се обидам да бидам подобра, па ќе ги прашам моите ученици, ама нивните забелешки
бидејќи како карактеристика на човек ќе се изградам да учам од секого, значи ако ми е првата парола, ја ќе учам од секого. Сите ние учиме едни од други. Вие знаете нешто што јас не знам, јас знам нешто што вие не знаете и фактички знаењето ние го делиме и го споделуваме затоа што како во овој свет на оваа планета ние ќе обстојуваме да имаме добра, нели да живееме добро и да го ставиме како добро место, ако меѓу себе не си ги разменуваме искуствата. И сега знаете, ако јас децата ги прашувам, а вистина сум ги прашувала кога сум ги прашувала кога сум била директор. Ако ние прво спроведеме еден таков систем на самоеволуација, секој да се праша од наставниците, чекај бе, јас да им правам најдобро што можам, па да ги слушнам моите деца. Не треба да ги подценувам дека тие не знаат, вакви биле, такви биле. Кога вие ќе ги прашувате и континуирано си ја следите на таков начин собствената работа, тие ќе бидат искрени и отворени ако вие ги почитувате и тие ќе ве почитуваат нормално, кога ќе видат дека вие сакате да ги прашате што е тоа што им недостасува, што е тоа што им пречи, што е тоа што би сакале повеќе метод како метод за да научат повеќе. И сега знаете, ако вие тоа го прашувате, ќе си дојдете во ситуација да морате да си се балансирате и да се преиспитате. Чекај, да сум навистина груба. Меѓутоа имате вие луѓе како нели што кажува и децата, јас не знам, немам причина да не верувам, а немам и причина да 100% да верувам, меѓутоа секако дека има нешто во сето тоа. И знаете, тоа јас го доживеав тие информации во тоа училиште, во други училишта, јас ги доживувам лично како еден неуспех на наставничката професија да им бидеме на децата вистинска, како да кажам, знаете, човек за пример, како треба да се однесувам, како треба да почитувам, како треба да разговарам, како треба да, значи, тоа ми е мене наравучение. Ако наставниците се глуви и не сакаат да го слушнат, тогаш доаѓаме до такви ситуации. Не би сакала да верувам дека навистина е на повеќе места така, за жал е така, затоа што, знаете, наставниците се притиснати во ќошето и тие со своите лични проблеми, со своите лична немог да се справуваат со сето тоа, па знаете, целата работа ја префрлаат таму каде што не е место. Има ли граници авторитетот на наставникот? Апсолутно, знаете зашто како? Викторија, јас сум си го градила својот авторитет и секој наставник го гради својот авторитет, доколку вие го респектирате детето што е пред вас, без разлика дали е прво деление, дали е четврта година. Тоа е личност. Кога вие во вашиот тон на кој што разговарате, начинот со кој што разговарате, кога наоѓате време да го се слушате, кога знаете го цените сето тоа што тој го зборува, му давате значење и тој тоа ќе го почитува. Значи ученици не почитуваат наставници само заради тоа што наставниците не ги почитуваат. Значи интегритетот, што се вели, интегритетот, авторитетот, сами си го создавате училница. Вие само што ќе влезете, децата тоа ви го чувствуваат. Дали вие знаете влегувате, па не вие гајлени и добар ден не им велите на децата, или ви истински сакате да ги поздравите, да ги прашате каков им е денот. Така да авторитетот како наставници во секоја професија, интегритетот сме ние самите одговорни. Колку и на кој начин ќе го представиме во една форма во која што вистински ќе бидеме инспирација на децата. И ќе покажеме како треба. Така, имавме за жал еден пример на врсничко насилство, каде што ученик си го одведе својот живот. Врсничкото насилство или булингот зема се поголем замах. Како да се спасиме? Знаете, баш токму деновиве прочитав една многу ја сакам Ана Бунтевска, секој случај го слуша. Навистина поздравам, денеска имаше прекрасен текст во кој што наполно се согласувам и напишав долу, викам, ајде ние мајките да бидеме гласноговорниците, да не се одмолчува. Знаете, ние по државата, всушност и секаде, може би така научеле, кога сме биле помали. Меѓутоа времињата се промениле. Ние како луѓе претпоставам сме станале повеќе свесни дека за некои работи се зборува. Значи децата мора да се охрабруваат да зборуваат. Како ќе ги охрабрите? Она што ви кажав, ако сте вие наставник кој што вика, немој да молчиш, тоа што сметаш дека треба да го кажеш, да го кажеш, меѓутоа многу е важен начинот на кој што некои нешта се кажуваат. Се сеќам, јас и моите деца го водеа во училиште, например, ако нормално некош имало некаков си недоразбирање меѓу професорите, меѓу нив и така натаму, секогаш сум им велела, што на моите деца, тоа и на моите ученици, сум им велела, немој да молчиш, ќе чекаш кога ќе заврши часот, не пред цел клас кај што се сите деца, па ти да истапиш, па да реагираш, да протестираш и да се однесуваш непристојно, туку ќе чекаш, ќе заврши часот, ќе излезеш и ќе кажеш професорке или наставничка, ве замолувам. Сакам да ви кажам дека денеска ме повредивте, не се чувствувам убаво, заради тоа. Ма јас сум ги охрабрувала за да зборуваат,
Затоа што ако не си го кажете, си го носите прво во себе. И тоа, знаете, не го слушам сега, па утре ќе каже, па зошто да кажам кога и онака мене се слушуваат. И децата поаѓајќи од тоа дека зошто да кажам кога никој не ме слуша, кога никој не превзима одговорност, кога никој не застанува зад мене да ме штити, јас ќе молчам. Значи ние мора да охрабриме не само децата, сите ние како луѓе треба да ги зборуваме нештата со кои што сметаме дека можат да се направат на подруг начин. Ама и начинот на кој што ќе се каже треба да се одбере во смисол нормално да не се употребуваат навредливи зборови, зборови кои што можеби би нели нечие достоинство ќе вие ќе го срушите, чувствувате некој пат да се чувствува несреќен. Нашите деца во училиште не се учени да зборуваат. Често исклучоци, ви кажам, има толку добри наставници со кои што јас комуницирам. Децата мораме ние да им покажеме дека овдека треба да се зборува за тоа со кое што не се согласуваме. И треба да го најдеме решението како всушност и на децата да им кажеме како да го најдат решението. Значи што да прават во ситуација на булинг. На вистина е, како да ви кажам, низ цел свет е булингот број 1 проблем. Што од ова што денеска живееме со технологија, што од ова, знаете, ковидот, како сите се затворивме дома, па менталното здравје, знаете, децата не знаете сега позади екранот, не знаат, наставниците не може да ги контролираат кој што се прави, не знаете што во семејството се случува. Прво не знаете што се случува во неговото семејство. Замислете, може би имате таму семејства кои што имаат болни луѓе, кои што имаат болни деца, тоа дете е присутно секојдневно. Може би има наследство, знаете, за кое што детето е светок на сето тоа. Има една многу убава мисла вика вака, вика децата кои што се среќни од дома, кога доаѓаат во училиште, доаѓаат со единствена намера да учат. Оние кои што се помалку среќни, доаѓаат во училиште барајќи љубов. Значи тие бараат љубов од своите наставници. И сега треба вие тоа да имате чувство, нели, да го препознаете. Так. Да гледате што и како е, па за да можете да му пристапите. А сите ние како наставници имаме таа моќ, имаме тоа време и покрај тоа што се предаваат и се даваат, нели, 350 содржини кои што се помалку битни во живот, да го погледнеме однесувањето на детето и да ни изгледа сигнал, нешто не е со него ред. Јас само ако да го погледам во очите, мене ќе ми биде јасно дека нешто се случува. Па ќе појдам ќе го прашам што има. Така да зборувањето отворено, што повеќе да се зборува на тие теми, а не дали ќе завршиме со овој час или со оној час. Се е тоа, знаете, знаење се стекнува низ животот. Меѓутоа, добро воспитување, добро однесување, добар пример како некој нешто треба се прави во училиште. Така, исто така развојот на технологијата доведе до тоа да имаме и развој на социјални медиуми, каде што можеби родителите ги испушти од вид децата на Инстаграм, на ТикТок. Да. Демањето време на родителите да посветат на децата. Кој е виновникот? Каде да го бараме? Викторија, целото време, јас не би барала да речеме сега кој е виновникот. Ние мора да се справуваме со ова време во кое што ние живееме во 21 век. Што да правиме кога имаме телефон? Само знаеме, треба на децата да им, значи треба да ги имаме децата во комуникација, а тоа се прави кога секој да се комуницира. Кога се седи да се руча, нема телефон. Треба да има правило. Кога се користи телефонот? И ако се користи телефонот, затоа што не можат децата па да не користат, технологијата е многу корисна, нели? Меѓутоа, ако родителите не се во дослух секогаш да бидат љубопитни, не да го шпионираат, знаете, не да му кршат сепак некаква приватност, може би разговара со девојчината, меѓутоа да се биде внимателен со едноко, што е тоа што тој гледа, со кого тој тоа комуницира. Па да одзирнам, да видам, да, можеш ти да имаш Facebook или да имаш Instagram ако имаш 13 години, ама под услов. Ако твојот пасворд и ако јас гледам се што ти правиш таму. По тој услов, а не јас ќе му дадам, што сака нека гледа, знаете, дури и навистина се прашувам што децата од 9 години секојдневно со телефоните, мислам, тоа треба и родителите да се прашуваат, што е тоа што тие го гледа. Каде е овде улогата на родител? Знаете, улогата на родител ја секогаш кажам, ако сакам јас да бидам добар родител, и ако јас сакам да бидам во тренд со моето дете, не моето дете да бега во смисла, знаете, на толку познавање на технологија, умење да се ракува со нејзе, да се истражува, да се комуницира се и се што, а имате родители кои што тоа не го знаат. Некои имаат едноставно, има некој и отпор, некој не го знае се тоа. Значи, ако вие го најдете и со детето, јас ова не го разбирам, дај објасни ми да видам што е. Ајде да видам ти што правиш овде. Ајде да видам ти како е овде. Знаете, ако родителот е решил да биде родител во овој 21 век,
Тој мора да се информира како функционираат мрежите, тој мора да види што е тоа што е толку опасно на социјалните мрежи, што е толку што може да го вознемири детето. Како јас да му придам? Само со разговор, Викторија. Значи само со зеднување трни телефоните, ајде да видиме да разговараме, не да бидеме шефови на своите деца, не да бидеме бос, што викаат американците, него ние да им бидеме, знаете како, со убав муабет, со убав збор, со меко, со фино, со дипломатско можете многу нешта да дознаете и многу нешта ќе ви кажат. Некои работи не треба да ви ги кажат. Меѓутоа што се однесува за неговата безбедност, за тоа што тој зашто ја го употребува компјутерот, зашто го употребува телефонот, кога комуницира со некого што прави. Што прави, на пример, ете тоа се прашање што родителот треба да му ги постави. Што правиш доколку некој ти понуди нешто непристојно на интернет? Дали знаеш што има опасно таму? Дали знаеш дека има луѓе кои што немаат идентитет, кои што се кријат позадива? Дали знаеш дека се не смеш да постираш? Дали знаеш дека тоа што ќе го ставиш таму никогаш повеќе не се трга? Дали, значи, мора тие нешто што децата се деца. Ако ние не им ги отвориме очите да или поставуваме прашања да им се отвараат, нели, неуроните во мозокот, тогаш што нема да знаеш тоа. Ако почнувате да ги прашувате и да барате од нив информации, вие ќе се информирате. Знаете, денеска кога имате луѓе со 90 години па работат на интернет, па читаат тоа што не го знаат, затоа што интернетот може да ви даде милион работи, значи родителот прво сам треба да се едуцира. Прво сам треба како вика ако си ти несреќни родители, несреќни деца. Родители кои што не комуницираат дома, детето нема да комуницира дома. Тоа е толку едноставна филозофија. Викање, дерење, правење, навредување дома, истото се случува надвор. Значи не мора и да викаш, не мораш и да споруваш толку многу, доволно е само да се однесуваш и тоа само наблюдува. Знаете, и така учи од сите нас. Читам дека ја конкретно ќе тргнем од мојата генерација дека бевме малку потрпеливи како деца, дека бевме малку посмирени, посталожени, а сега дали е тоа резултат на технологијата денес, дали е тоа резултат на новите начини на живот? Да. Знаете како, Викторија, порано оние семејни вредности дома што не воспитуваме, нели сепак јас сум повозрасна генерација, вие сте помлада генерација, меѓутоа сепак останале родители кои што ги запазиле тие вредности кои што ги презеле од своите родители, нели? Како да поздравуваат, како да разговараат, ако види некој дека носи тешко со себе, па помогни му, на пример нас така не учеле, немој мајка ми викала, немој да поминеш низ скали, а да не поздравиш некој комшија, немој да ја видиш тетка Ленче ако носи корпи, да не прашаш дали да ги однесеш до горе. Че тоа било воспитување. И ние наеднаш, знаете како, дојдеме во време кога прво сите работат, немаат време, па несреќни, незадоволни заради работата што ја одбрале, несреќни поради шефот таму, незадоволни, па доаѓаме дома, што побрзо, знаете, целата она, ако не знаеме да се изменаџираме, што викам јас, на своите емоции, дали вреди за ово да се нервирам, дали не вреди, што е важно, што е помалку важно и така натаму. И сега, знаете, кога доаѓаме во ова време на аксес, што викаат, многу брз, мене ми треба информација за една секунда ја добивам. Како вие сакате сега детето, еве пошто почнавме со образование, ова дете, денешните генерации, кои што имаат по 7, 8, 9, 10 години, тоа се тие нейтив што се родени со технологија. И сега вие ќе имате наставник тама кој што ќе рече, сега, ајде да запишеме тоа, немаат учебници, па ќе почнат да им диктирате. Катастрофа! Тоа ви е враќање, знаете како детскиот ум не функционира така. Тој ја бара информацијата веднаш. И што е многу важно, тој бара, ако наставничката ми ја дава таа информација, зошто ми служи? Кај можам да ја применам? Тоа е клучното прашање што секој дете природно си ја поставува, кој што живее и работи во време на технологија. Сика, што ќе ми е ова да знам, јас имав, ете така, зирнав да видам како изгледа една програма нова историја и општество, викам пошто сум историчар, професор, викам да видам каква е, пошто се разликува историја и општество. Па знаете што има таму, Викторија? Таму имате толку многу нешта кои што децата 5 години да го учат тој предмет, нема да успеат да го постигнат, затоа што таму имате толку едни такви небулози, такви општини ситуации, што јас викам што му барате вие на детето да ги знае континентите по големина, по површина, кој што тој ќе му постави да овој прашање на Google, сето тоа ќе го има. Значи, ние концептот на едукација го немаме. За жал. Затоа што секој оној што предава, па и да му дава Министерството таква програма, и да нема учебник, па ако сум наставник кој што има искуство и работи со деца, ќе се прашам, чекај бе, зошто јас ова сега да му го предам на детево?
колку има ложители и вика, каде има морталитет, да направи детето, да направи рангирање во кој континент има највеќе имиграција, родени и умрени. Замислете дете од 9 години, што му барате вие на тоа дете? Тек те учува да чита, што се вика. Ме разбирате? Сакам да кажам, и оваа генерација на деца токму тоа, ти барајќи ги одговорите на интернет, тие ќе најдат се што нив им треба. И така се селектира. Чекај, јас сакам да бидам, да речеме, ајде, некој си, детето ќе си рече, не? Што сакам, нема ќе бидам тоа. Ајде видам како тоа се случува, тој самиот ќе си дојде, него не му треба наставник, му треба образование, нормално, му треба вистинско образование, со вистински содржини. Значи ли тоа дека погрешно вложуваме во образованието? Знаете што, јас мислам дека денешното образование, сега како ја што сум излезена и претходно што беше, јас цело време сум зборувала, дека образованието фактички, ова вакво како што ни е, не допира до сршта, до поентата, до клjučот, не ги тера децата да размислуваат и што е многу важно. Вие кога ќе му дадете на детето, например, завршува 9-то оделение, нели, ние му даваме свидетелство. Завршува 4-та година, ние им даваме свидетелство. Дали во свидетелството за основа или во свидетелството за 4-та година пишува тамо детето Петар Петровски уме убаво да, например, решава проблеми. Не малку, не викаме лошо, не вика, малку повеќе му треба време за да може писмено убаво да се изразува. Значи вие немате карактеристика секој што го бива, зашто е добар. И ние сите со петките ги направивме децата да мислат дека сите се добри. Погрешна перцепција. Ги занемаруваме талентираните деца? Апсолутно ги занемаруваме, немаме време за нив. Па нема време, Викторија, ако имате 30 деца во оделение, а имате еден наставник. Замислете го и тоа. Замислете наставник кој што води деца од прво до 5 оделение. Тој е сам. Може би има негдека повеќе, има и 2, меѓутоа 30 деца. Знаете што значи тие деца прво не знаат да комуницираат. Тие деца прво не знаат да се фокусираат, затоа што знаете, за да слушнете, да му кажете на детето нешто, вие мора милион пати да трескате за да му го свртите внимание. Тие се вештини што треба да се учи. Не такви содржини. Ајде сега да видиме како ќе се слушаме. Ајде сега да видиме кога разговараме, дали треба да се гледаме во очи или секој да јас ќе зборувам на детето, а ќе ја вртам главата на друга страна. Че тоа се елементарни работи. Така. При самиот крај, каква е идејата на образованието е да заклучува целата ова тешко и директно прашање, да, ви дадам. Каква е да привршуваме полека. Леле, каква е. Ако и понатаму имаме луѓе без да навредам некого, кои што ни еден ден не носеле дневник, ни еден ден не влегле во училница, ни еден ден не одржале родителски состави, ни еден ден не воделе наставнички совет, ни еден ден не комуницирале како тоа животот училище се одвива, се додека имаме такви луѓе, за жал, ние ќе, знаете, немаме представа, немаат луѓето представи да сакаат они да помогнат, не знаат. А што е уште пострашно, знаејќи дека не знаат, не сакат да си признаат дека не знаат и да прашаат некој што знае од светот, нели? Туку се срамат да прашат, затоа што мислам дека незнанието е најголемиот проблем на денешната цивилизација и заради тоа може да отидемо аут, а за образованието, ако ви кажам, знаете што, мислам дека произведуваме се уште неистрпни деца. Се додека децата ни се неистрпни во училиште, значи негде грешим. Да се надеваме дека ќе биде подобро и дека... Па и вака да дискутираме, да зборуваме, да, знаете, јас цело време се обидувам нешто да кажам дека можат и некои нешта да бидат многу подобри. Да, и мора да бидат подобри. Господин Надев, ви благодарам уште еднаш што ни го разбавивте студиото, што ни дадовте еден ваков прекрасен разговор од своја страна. Ќе ви честитам за се она досега што го правите и што продолжувате да го правите, што допринесувате во ова општество и што правите да се слуша вашиот глас, кој како е важен. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме на некоја наша следна дружба. Многу ви благодарам од срце за времето, просторот да кажам тоа што вистински го мислам и го чувствувам. Нада Моленовиќ во најновото издание од своја страна. Почитувани гледачи, се надевам дека и со ова издание успеавме да го задржиме вашето внимание. Јас овде ќе ви закажам наша наредна средба за 7 дена. До тогаш бидете поздравени.